EDM. All time rock the house. I never thought it could be, and there was nothing that could make me let you go. 'Cause you were my wildest dream, but your open hands will become my enemies. I had to ask myself if I was right or wrong, but blinded by the making up that I knew all along, that if I was made to love you, then how can you bring me pain? And if I was made to love you, then how come we're here again? And why does it hurt so bad? If I was made to love you. I don't need frequency. I move freely. I listen to Biker's Garage. Драги пријатели, влюбеници во моторите, добре ни дојдовте. И овој четврток ве поканувам на едночасовно заедничко патување, дружење со Biker's Garage. Трета сезона од единствената емисија во земјава посветена на промовирање на мотокултурата и на байкерскиот животен стил. Можете да не следите во живо на Biker's Garage интернет радио, кој има собствена онлайн платформа преку која може да се слуша кај да сте во светот. Само треба да кликнете bikersgarage.mk/live streaming. Присутни сме и на онлайн платформите кои не пренесуваат, но доволно е да напишете во вашиот пребарувач bikersgarage.mk и да одберете на која платформа сакате да не слушате. Денешното издание го посветуваме на безбедноста во сообраќајот. Важна тема затоа што возачите на моторцикли заедно со пешаците и велосипедистите на глобално ниво ја представуваат најзагрозената категорија учесници во сообраќајот. Брзината, дали станува збор за надмината или несоодветна и така натаму, е главната причина за сообраќајни несреќи во кои што учествуваат моторциклисти. И дека не е се во брзината, не подсетуваат од Скопскиот мотоклуб Вепар, кој во недела ги канат сите љубители на моторите на нивното 6-то издание на манифестацијата која го носи овој слоган "Не е се во брзината", чија цел е да се укаже на потенцијалната опасност од управување со голема брзина. А за таа цел, денеска во студиото го поканивме Зоран Огненовски Огнен, наш пријател, другар со многу моторџи и председател на мотоклубот Вепар. Огне, добре ни дојде во Biker's Garage. Чест ми е што еве те имаме. Јас сум втора сезона во оваа емисија. Минатата емисија кога ни гостува од вашиот клуб, тоа беа Анастасија и Владимир Тунте. Се дружевме убаво, поминавме, се запознавме тогаш и со клубот, се посетивме на тогашните патувања. Не дека и тоа денеска нема да го направиме, ама сепак акцент ќе ставиме на она што го организирате како настан кој веќе прерасна во традиција 6-та година поред. Ајде, еве, добре ни дојде. Добре ве најдов, добре ги најдов сите слушатели. Поздрав до сите слушатели на Biker's Garage и љубители на не само на моторџиството, и сите љубители на. Така е. Со што друго да започнеме, ако не со тоа што ни предстои во викендот пред нас? 6-ти пат поред ќе биде одржана бавната трка со мотори, настан кој што споменав и во најавата, носи наслов "Не е се во брзината". До каде сте со подготовките, но и за очекувањето од годинашната манифестација? Па све е под контрола. Значи организацијата е клубска во секој случај. Како
Како и секогаш, знаеш, ние малце клубски 5 до 12 работиме. Све у последен час се Па случува добро, да сите се работиме, обврски, се па сме здружени, ние љубители на сето ова. Ама е голем настан. Меѓутоа, да, собира како многу што љубители. почна на шала, сето тоа, мислам на шала, сакавме нешто као клуб, сакаме нонстоп нешто да покажеме што значи моторџиството, значи да не е само да се качеш на мотор и да возиш, него дека има многу работи околу сето тоа. Ке Така поздравуваме дојде за идејата тоа, да. за оваа трка. Од Да самите вистина, членови. подсетине малку, како се роди? Имавте 5 прекрасни изданија, кои побудија интерес кај пошироката публика, гости, не само од вашиот клуб, него у трки учествува и од останативе се пријавува. Да. Како се роди тркава? Како дојдовте до идеја да организирате еден ваков настан, кој што е, ке речам, не секојдневен. Прочеме трка во која всушност представува и надпреварна вештина. Да. Спонтано почна така, клубов е веќе преку 10 години постоење. И спонтано така, дајте нешто да правиме, знаеш, она нешто да се дешава, така Горанчо еднаш ми пушти нешто на ова на интернет нешто ми пушти на телефон. Интересно, викаме и ова, и почнавме да го збориме дека е интересно да победиш, а да изгубиш. Да треба да си втор во Треба да си втор, практично во тркава. Добро, целта споменавме да се подигне свеста на сите учесници во сообраќајот, особено нели на моторциклистите, укажувајќи на потенцијалната опасност од управување пред се со голема брзина. Овогодинешниот настан како е замислен? Ке се одвива во неколку категории според кои правила? Епа, како и секогаш, значи имаме 4 категории до 50 кубика веспи се значи тоа, после од 50 до 500, од 500 до 1000 и над 1000. И се после на крај има финале меѓу сите, тука се прави. Системот на правила е во елиминација. Тоа значи дека жртка ќе има сега. Не се знае кој со кого може да падне, веројатно во трка и дека еден. Па како се пријавуваат? Прво ги по категории нормално и после тоа нормално, знаеш, не смеш да допреш со нога. Све си има правила, си ги имате. Ги знаат веќе и луѓе. Како што, значи, тој што ќе биде втор, го елиминира тој пред него. Значи, тој иде со у истата класа што се, еден по еден се елиминираат и на крај доаѓа до финале. Побуди ли во интерес кај моторџиите оваа трка? Па побуди, ние касневме со оваа година и мене некој баш прави моторџи, да ти кажам, тркач ми каза, што правите. Ајде да кажеме. Има, значи, знаеш ме се израдував што има адреналин во ова. Да. Значи, не е само во брзината да возиш. Чекај сега, патекава како е замислена? Тоа е права патека? Да. Колку 30 на метри е? Не, мислам дека што знам околу 50 метра се, вака, 2 стази се. Така? Не сме да излезе од Да, не сме да излезе од обележаните траки и не сме да допре со нога нормално и и се дешаваат интересни работи. Добро, низ годиниве наназад сега се веројатно не ќе речам се мери времето, ама нели условот за да се победи во трката да се пристигне втор, односно што поспоро да се вози. Има некоја разлика дали поспоро возат скутериве, поспоро возат потешкиве мотори, што се све тоа до умешноста на возач. И кои се финтиве и триковиве за да се успее да се носи. Мене логиката некако на нешто ќе ми дојде дека треба да се издишат гумиве, да видат гумиве практично и најслаби што може да бидат. Абе види, све е дозволено. Така? Све е дозволено, не е дозволено со четврцикл. Не е дозволено со четврцикл, така е. Да. Али све е дозволено, секој спретноста е на све. По мене значи спретноста. Пошто пази, постојат нели во мотоциклизмов и практично надпреварување, оние кои што ги возат офроуд моториве, кои што буквално стојат кога треба да исклучуваат најразлични препреки. Така, значи таков некој ако се појави од екипава практично може и да стои во место, нели? Има кросажи, знаат, гледам ја. Меѓутоа пак, знаеш, тоа е интересно што борбата е тука. Да. Има некој што е неприкосновен во овие изминати 5 години, јас верувам дека не само нема член од мотоклуб Вепар кој што не учествува на тркава, некој што да речеме е стварно непобеден шампион кога станува збор за оваа трка. Некој на кој што сите му се крвите викат, оваа година ќе види. Не, да, има некои луѓе сега да не спомнувам сега имиња многу што ги бива. Секоја година освојуваат награда. Меѓутоа секој да проба.
Секој да проба. Сепак, Како ќе биде тоа година е ова пријав? стимул да пробаш да се бориш со него. Да. Како ќе биде надпреварувањето оваа година, пријавувањето односно? Пријавувањето ќе биде на лице место. За сите Затоа оние кои што- што ќе дојдат да, до затоа недела, што- 29 до 29 До 10 часот пријавување ќе ќе биде од 10 до 11:30, мислам. Во 12 ќе почне трката. Ќе трае негде едно 2-3 сата. Сега зависи Зависи од колку надпреварувачите, луѓе ќе се- да. да. После тоа имаме бенд, ќе има скаричка, ќе има дружба. Да, по некое пиво ќе се испие, Па, музика, сега, вако добро, до вечерто нормално до се. 19 часот е најавен, видов дека официјалната манифестација, ама клубскиве колеги и пријатели на МК Вепари веројатно ќе продолжат со Па продолжуваат забавата, сите љубители. Да. А поканата е отворена до сите, ќе ни пристигнат ли моторџи и другари на Вепри од Па се Цела најавуваат доста луѓе. Има традиционално, значи, да им заблагодарам на ретки птици, на Свети Николе, сега да не испадне да набројувам, ќе заборам Некој некој, ќе да не се се наљути, да не наљути, се да, наљутат, да, буквално сите, бали се редовни вака, мечки исто знам дека. да, мечките, Велес, Да. Тешко е Огне да се Crossbears, организира Bears, мислам. еден ваков настан. тешко беше Сега на нели ќе се почеток. рече, абе, окей, се прават и моторџиски собери, се организираат, нели, и седенки, и концерти, односно настапи. Колку е тешко да се направи еден ваков настап? Мислам дека не е тешко воопште, желбата и љубовта, благодарение на членовите на клубот, значи максимално се залагаат, веќе првата година беше тешко, втората додека влезеш. Сега веќе ги гледам, ајде да се собереме за спорава трка, добро, веќе, ајде. Ќе биде, Се ќе биде, у ќе петок, биде, ќе биде, ја да. завршиме, веќе, професионалци. Ќе се одржи во просториите на вашиот клуб, тоа е чинам дека на Илинденска број 140, ако не се лажам. 149, 143 уствари, Сега, се тоа е, пази, води ми е тоа Илинденска Огне, ББ, тоа е Да, ние што знаеме каде сте, знаат, може и некој ќе не слуша во следниве 2-3 дена кој што не знае каде, Да, ама ќе пишуваат биде во некој простор, гледам да. на вакво каде е поточно да се објасни. Тоа е, значи, после војна болница, значи, од центар према Ѓорче кога одиш, поминуеш Honda Мак Петрол салонот, Да, Стадион има еден. Стадионот на Да. популарно тогаш беше Локомотива, не знам сега денеска железничар или како да се вика. Локомотива беше, да. Да, Сега се Локомотив. вика Карев, мислам, дека нешто така, прочитав, нешто, нешто да, ФК Карев. Добро, не. Да, лесно мене. ќе се најдат на Стадион Илинденска, се гледа, ја не можеш да го Добро, има промашиш. капацитет, организирани паркинг места. Ја верувам дека со оглед на тоа дека ќе имаме добри временски услови, дека ќе има Па тие со коли би било, сега видиш, не знам како, кој сака да дојде, тие со коли треба порано да дојде додека не почне Или трката, локално тука да има паркираат простор со во оглед на натре тоа, да влезат. А ако не од страна од Каршија има паркинг, не се наплаќа кај нас у Каршија. Пошто тоа ќе биде дефиле практично на мотори, не е само нели иако целта и сепак приматов е предност на моторите да оставиме. од се. на предност на моторите, ќе дојдат различни Времево мотори, ни е ќе имаат- погодено. Да, времето е погодено, ќе имаат можност сите љубители на мотроцикливе да видат и најразлични модели на мотори, да се подружат со моторџиви, да видат каков народ е тоа. Тоа е многу убаво за ја апел правам вака до колеги, до пријатели све, дичиња да доваѓаат. Да. Тоа е многу интересна работа. Ама сака, да, сака. да видат големи мотори кои возат спора. Знаеш, и тоа е уште на тоа дето уште од мало ќе види, ќе научи нешто. Да. Добро, стварно, колку ваквите кампањи се корисни за промовирање на безбедноста на мотоцикливи? И еве ти спомена, младава генерација е можеби најбитна, затоа што нему ако му влееш колку треба да внимаваш кога возиш мотор е важна работа. Па најважно е, Еве, 6 најважниот, години види, најважната порека е до младата генерација. Значи, ние изгубивме член еден Дражо, мислам тоа ми е дете кој е Во изминатата една преживел. година збориме од Да. последното одржување на настанот. Да. Да, минатата година 2022, ако не се сеќам, дури тројца моторџи за таа една година меѓу настаните. Да, беа. баш таа година, лоша година, што ја викаме. И знаеш, сите ние и сам, значи ова е апел и до самиот клуб. Сепак сме моторџи. Јас имам години. Меѓутоа на млади години сум бил побудал нив. Господ ме чувал, меѓутоа не ги чува сите. Да, желава некако за адреналин и брзината на моторите, некако не сваќаме. Сега ајде ќе подискутираме малку подолу и околу можеби
нели, како се стекнуваме не со возачката дозвола за мотор, него дали е доволно и да се едуцират за совеста, што станува и кога се вклучуваш во сообраќај со мотор, какви опасности те демнат. Постои едно правило, некаде го прочитав, 25, 40, 90. И вели дека шансиве да се случи сообраќај додека си на мотор се 25 пати поголеми отколку да си во кола. Така е. 40 пати е поголема шансава да се загине во сообраќај на несреќа со мотор отколку во кола, а повредите кои што настануваат при сообраќајка со мотор се 90 пати поголеми отколку да се во кола. И тоа е навистина фрапантна бројка, дека еве да споменав и во најавата на глобално ниво мотоциклистиве и пешациве се најзогрозената група на учесници во сообраќајот кај нас. Добро, секогаш кога седнуваме на мотор, практично ги ризикуваме нашиве животи, имајќи го предвид тоа дека, нели, не си обезбеден, не си на 4 тркала, не си во 1 тон плех, него си буквално на 2 тркала и слободен секој. Единствена опрема што ја носиш, нели, Многу поризично е, така е, да. Сега постојат неколку фактори кои влијаат на безбедноста. Ајде, едниот ќе го речеме дека е човечкиот, другиот е технички, третиот е природен. Човечкиот број. Еве, според тебе, кој се од најважниот? Човечкиот, техничкиот или природниот? Фактор. По мене најзагрозен фактор е човечкиот, затоа што Ако сами не се искуство, контролираме. да, прво, како мотор, ти си помал. Значи, ја возам пикап, возам и камион. И ја зекам колку, кога сум со камион, колку се плашат луѓе од мене. Кога сум со пикап, голем. помалце се плашат. Кога сум со мотор, уопште не се плашат. Значи, тоа е прво еден показател дека Така. као џунглата. Да, Големиот го големиот го јаде јаде малиот. малиот. Така да, значи, моторот е секогаш и прво самата култура на луѓето. Значи, колку пати ти се случува тебе ти доаѓа, ти се паркираш, ти зашто си се паркирал на сред лента? Не те рачуна како ти што си. Да, Без разлика што е со кола. така е, така. Меѓутоа, значи тоа е зборам за Човечкиот културата фактор, кај нас. култура. Да ти кажам право и кога сме шетале по Италија, по Европа, вамо тамо, и тамо не се поштува. Погода Италија, колку не се поштува. Добро, ама пак има Секој гледа една... да си заврши работа и тоа е тоа. Значи ти како моторџија ти треба сам да се пазиш. Да Сам треба да се пазиш, да, тој човечки фактор што го кажуваш дека Таа сами е треба таа да сме свесни да внимаваме на Порака што што правиме, да. треба, значи овие клубови. Јас сум за да има клубови во Македонија. Значи само клубови да има. Сите апел дам до сите моторџи што Ке речеме дека се форсираат, фрирајдери или слободен, јас сум не, ти биди слободен пак, никој не ти брани, ама биди во еден клуб затоа што кога ќе бидеш во клубот, ти ќе помогнеш со членството, со све, за пораки што дава клубот. Што значи да бидеш во еден клуб? да. Ништо повеќе да се дружиш со луѓе, ништо повеќе. Споделувате, Никој така, не ни така. брани кај нас во клубот да се возиме сами, и си возиме сами кога сакаме и со кога сакаме. Така, така. Меѓутоа, даваме некои финансии, нешто помагаме еден клуб да функционира за да тој клуб еве како Да организира ваков настан како ако што има повеќе организирате членови вие. ќе дадат повеќе идеи, тоа е Да. секогаш. Така. Добро, Огне, какво е твоето искуство? До сега си имал несреќа сообраќајна со мотор помала, поголема? Биде, ние викаме има два вида на моторџи. Едни што паднале, други што ќе паднат. Ти си од да, која категорија? Ја сум Да. двете Па ја мислам категории. дека нема практично сега зборувам за човек кој што Не пази с- сега нели да не ги квалификуваме тешко колку опасно било паѓање, ама практично да. Не постои моторџи. Имало кој падови, вако не, се значи, сретнал. фала Богу, Нели, не биле постои добри. кола на паркинг паркирана која што не била изгребана веројатно. И не постои веројатно моторџи кој што Кој не- со така. години нели на улица излезе да не бил доведен во некаква опасност. Не зборам ја за некоја катаклизма, за некоја потешки повреди. Си имал искуство некоја такво до сега? По Јас со секој мотор што го купував се паѓам, ама на место. Увек ми е тоа една. Имаш некоја техника? Не, така техника за паѓање, се забора. Се паѓам од место. Фала Богу, највеќе сум паѓал така до сега, иначе у воžња јам еднаш, два пати така, меѓутоа не било страшно. Сепак било не било од моја страна, фала Богу. Значи, било тоа што ти излага кола некоја која што можеш да ја избегнеш ке. Па бил не сум имал голем удес до сега, фала Богу, нешто да. Спомена ве колата излегување и спомена како е во
другите земји, за малце речев западов, кога да ние не сме спрема од некои други држави запад, ама каква е културата сообраќајна кај нас за разлика од каква е на страна? Кај нас и културата кај е- нас постојат сообраќајни знаци, и кај нас постои ограничување на брзината, и кај нас постојат сообраќајни правила, ама се почитуваат ли доволно или многу повеќе се почитуваат кога одиме на страна? Сте имал прилика, си возел доста. Па добро, на страна повеќе се почитуваат затоа што Ма не зборам за лично само како вие како клуб, па као се Казните плашиш, си викаш окажуваат си викаш, своето. чекај се у Италија сум, ако ме казнат од дека ќе ми друга е лапнат казната постер дека, таму. а овдека кај нас ќе му се јавам на некој Да, си ќе и ќе ме пројде. заврши работа. Ама едноставно изумира и таа работа веќе со јавување полека. Да. меѓутоа, Па види моторџиите тука кај нас не гледам дека ги зауставуваат многу од сам за не носиш кацига, мислам зборам со право. Ние сме соработували легитимно. со МВР, со полиција. Мислам за некои работи се управо, не можам да кажам сега. а во однос на сообраќајна култура кај нас почитување на правилава Моторџиите или колите? и двете групи. Па сега е, Додуше се знаеш како кога изборуваме, знаеш ќе правиш, како- два различни типови има на луѓе кои што ги Јас кога возат. гледам Едни се- многу прекршоци околу. Можда и ја правам прекршоци многу Да. пати ќе пројдам на пешачки, некој црвен, ај гледаш нема, со мотор Да, си, да, да. уште мислиш дека можеш да пројдеш така. Да. Меѓутоа, али ми се свиѓа што од клуб ќе седнат, еј, ќе ме опоменат, ќе ме речат, не, помина на црвено. Така. Така да, Според тебе колку е опасно возењето на мотор? јас, пошто имам многу пријатели кои нонстоп ми го поставаат тоа прашање, пошто нивни деца Сакаат да почнат да возат. Аха. И они ќе дојдат сега, знаеш, од почеток на зизањето сваќаат, ама после кој ќе почне детово да им запења мотор, огневе дој и вика, нешто те прашам, биш. Сега сум, Убеди ги. сам, ја викам, за мене е мотор сигурно исто како и кола и како точак, дури Ама точак се ти викам го дека збориш е ова да спектор поопасно. не заради искуството. Да, што ама го имаш. јас од моја страна. Аха. Ама сега не можем да кажам јас земи му мотор. Ама од друга страна осеќам дека дете кога ќе влезе, кога ќе му влезе бензин под нос, не можеш да го трнеш. Не можеш да го трнеш. Почнуваат да после вика, бе, знаеш, ние не му купуваме, ама он вози мотор, дознавме од другарче. Да. Па викам, тоа е полошо. Тоа е полошо кога се крие. Нешто најдете начин сега ако не кете. Мене не ми дава како дете, никако Па мотор. и јас лично ја не познам. И Не, моите родители ја Не, на времето, нека да чујат. Дури бев премал, ако се сеќам колку да сум имал. До 13 години не прекусила толку возев мопед. Не беше тоа мотор. Пух еден германски, не знам ли. Може има Тоа сум 40. почнал, Ама пухче. пример кога ќе седнев на него, мајка Не ми е ќе пух, да, излезеше на- пухче. Пухче, да. Ќе излезеше мајка ми на тераса и ќе почнеше да галами, ама ова беше толку бучно и гласно што не се ни слушаше више. Мајка ми ќе отиде. Сега можам да замислам она какви грижи имала, а и колку јас не сум бил свесен за последици, колку навистина е опасно да возиш мотор. Зборувам кога Мајка ми 84 години. И сега дека И ден денеска. само и ностоп викам сега ќе идам за Црна Гора, ќе ме нема 3 дена, знаеш, лекови нешто. И ми вика, абе што радиш со кола? Што си запнал со мотор? Значи така. Да. 40 години е тој му. Добра грижава на мајкава Па, секогаш, де, ќе тоа е станува тоа, дека се да. живи, да, ќе Да, се грижат мајкава. Добро, Тоа е тоа. кој совет би можел да го дадеш на еден возач, еве, почетник? Кој би бил тој ако можеш да му дадеш на еден совет? Па има деца што доаѓаат тука кај нас и што разговараме нонстоп, ја наситим, викам дека со мотор мораш 4 очи да отвориш, мораш да пазиш, значи и за себе и за тој што е до тебе, мислам и кола што гледаш и све. И сега морам да кажам сега дека Дека не е се брзината. Тоа не Ќе е. дојде. А добро на поискусниве возачи каков совет би им дал во однос на Па и нив им кажал не е се у брзината Не е и се. на членовите од клубот мој би им кажал дека не е се у брзината. Добро, Огне, според тебе која е најголемата закана за мотоциклистите што ја гледаш ти на нашиве патишта и кое е најчестото опасно однесување што го гледаш кое мотоциклистите го покажуваат? Еве, споменавме тоа и мотото не е се во брзината, да, ние сме сведоци и низ главниот град дека моторџи знаат да беснеат по сообраќајни улици во центарот на град каде што повеќе од 50 км не е дозволено.
кој други, не знам, прекршоци ти како шофер, Непочитувањето- како моторџија ги забележуваш ке моторџиеве пред се, кои што возат мотор, а секако и закана што представува за самиот мотоцикл. Непочитувањето на правилата. Сега да не кажам на знаците да даскам, меѓутоа има и правила сега. Значи ја можам да возам 80 кај што е 50, ама да лудувам да сега тоа е веќе непочитување и према други и према све. Мислам кога ќе седне, кога ќе вози 150 низ партизанска, Си да чекай ставаш сега. глава во вреќа. Тоа е брзина која не можеш ти ни да закочиш ни ништо, град е. Има некои што не гледаат доволно. Некаде прочитав дека со брзина од 50 км на час доколку се падне се постигнува сила од 20 G. Тоа ти е као два пати со брзина на авион да удираш практично. И затоа може би она што ти го спомена 25-40 правила од 90 дека шансите има нешто, се да, 90 интересно, пати не сум го поголеми, слушнал, баш. 90 пати поголеми ти се шансиве да завршиш со повреди. Затоа што сила е тоа, не е... Види, тоа се случајности, има луѓе што паѓале со преку 150 што ништо не му е после. Мислам, има и луѓе што паѓале со 30 па останувале Да. со лоши последици, мислам се завршило тоа. Значи нема правило како тука ти нема кој да го каже тоа. Зависи како ќе па човеков, што е човеков играчка. Меѓутоа премиве, ние порано што сум возел со весници, јас сум возел место За да не те дува само да не ветера, те дува, заштита што ти е сме ставале чарапи, мајке ми. Да, знаеш, Ама тоа не ти рак за да возиш. заштитиш, да. Излегле Си кациги носил и ваквата, тоа. да. Денеска може би е све подобро, иако сметам па пак дека ако некој направи компарација на бројките дека се намалени бројов на несреќи и не верувам за разлика од... Па види, не може да се намали Може, бројот, знаеш, пошто растат моторџи. И растат моторџи, тоа ќе ти речам дека можеби и во тоа време некако или во таква ситуација кога на себе да речеме не носиш доволно опрема, па ќе речеш еј дај ке пазам, а сега помислејќи дека си ти фул опремен, дека не знам, носиш титници, носиш кацига, ништо не ми можам да шибам и знаеш како е. Тоа е. Иде обратно. Би се навратил малку еве ке младиве, ја верувам дека еве ке имате и посетители ке вас, ја верувам дека и емисија и ова што го збориме, јас и ти ке стигне и до нив. Што мислиш за мопед како за прво возило? И за старосната граница, кај нас се стекнуваат со дозвола од 14 години. Под слагам. 50 кубик. Сметаш ли дека таа старосна граница треба да се крене нагоре или пак ако земеме онаа група еве веќе од 18 години кога смее да се полага за А категорија, дека првиот избор за мотор треба да биде некој се поја како пикаж. Сега веќе нели имаме скутери 500-ки. Да. Јас сум почнал мотор сега околу 10 години да возам. Со пухче. Така? На татко му еден другар му купи, па мајка му не му даваше, па ние го криеме, навечер го возиме. Да. Приказки тоа, ама тука беше почетокот. Значи, 14 години е сасвим доволна старост за веќе размислуваш. Веројатно, и овие што се сообраќајни инженери размислили, рекле, абе да, 14 години е доволна возраст. Јас сум почнал со мали моторчиња, меѓутоа не се сигурни за мене. Сега ми е многу пострав мало моторче кога возам него поголемо. Дали Да, некаде е кога ќе почнеш ти да растеш со моторите и после почнеш да сваќаш дека ова па обратно може па кога си дете ти е сасвим доволно, па не ми личи ме на дете да вози голем мотор. Така да може да све си оди со годините, со све и може дека све е окей, али мислам дека треба клубови и ние размишляме тоа да седнеме и да направиме така една мала школа да доаѓаат тука да си возат. Знаеш, адреналинот ќе дојде тука, татко му ќе пие едно пиво, нека си вози кругчиња тука или ќе најдеме некое место. Така. И ќе седне со постари моторџија, ќе му каже некој. Имаме ја ги гледам искуство ќе им пренесете, ќе им кажете дечко не можеш ти да седнеш, сега си ја земал денеска аво зачкава и ќе седнеш на скутер од 500 кубика и да те крене да летнеш барабар со да него. го познаеш што држи во себе. Да. Некој велел дека е потешко, одnosno поопасно е со маливе мотори отколку со големиве, само заради тежината сега. Добро, да, сега Полесно ти треба малце да го знаеш, значи моторџиство за да можеш да го возиш моторот.
Ама, пази, други кочници, друго е све. Да, цела Олеко е опрема, све. тежинава е сосема друго. Дали шлемот, покрај тоа што е задолжителен како безбедносен додаток и широко прифатен од мотоциклите, треба да бидат задолжителни и други предмети или облек или додатоци за мотоциклот? Апсолутно. Кој се И би одлично искуство. Значи, Сега за сега според нели нашите правила секој мора да стави кацига. по закон, да, По по закон за да. кацига, иначе нема, мислам, закон Нема за јакни, за меѓутоа, ваквото, ама слушај, ние сме се дереле, баба ми кантариони ме мачкала. Ама, Ама добро бе, па види Огне од не сме искуство се размишљале, учиш. да. Да, она како беше, праша и Кај си знаел, пателец не кај си каталец. знаел дека треба да имаш опрема, ама сега мали деца знаат дека се облака опрема, дека е све више. Добро, што сметаш дека И е достапна задолжително да би била опрема за да се чувствуваш безбедно? Па види, за мене да има, значи, колениците, лактите, коите, рамењата и кацига. Да има нешто колку толку да Тоа на може примерно на опрема фармерки за- сега за- се продаваат фармерки готови. Можеш и ние, ја имам некои панталони што сам се ги правам по Аха, па. да ми бидат, знаеш, и да се движиш со нив, да не бидеш Стегнат. да можеш да цел ден да бидеш у нив. Да, али и да возиш. Па има се, не можеш некоја шута опрема, топло е, се потиш. Да. И покушаве. Али сум ставал оние, како се викаат оние, што се заштита едни. За кој мислиш? За штуцни за да. Што звучници што чуваат се оние едни. Аха. Како стиропор, ама ствари меко е. Ама што што не тоа се- ми збориш ти на време кога нема. Не би сега и сега уште верувам ја у тоа да ти кажам. Така? Па добра, види сега. И ова што го ставаат се пласт, меѓутоа многу штити. Знаеш кога ќе паднеш, на све ќе ти биде јасно. Да. Ја многу се љутам кога ќе видам некои кратки панталони со папучи. Со папучи не да ги може, менуваш мислам, брзини, бе, да, знаеш да, да. како да ти кажам, ќе си направиш голема штета што Да, неповратно е што викаш. 3 години можеш да лежиш да не можеш да се качиш на мотор, зашто? Затоа што Затоа што не си сакал да ние почиташ викаме правила или викаш по цигари со кацига. Да. И дури Не знаеш кога ќе ти се случи. Важен е изборов на кацига. Сега нели на пазаров ке нас се наоѓа се и се што добро. обично знаеш ке дојдеме Со ке оглед на- речеме дадов 5000 евра за моторот, а уште 1000 и кусур евра ме чинела заштитна опрема, ајде поминам поевтино и а пазаров е фала Богу препун со се и се што. Треба ли да се штеди на опрема? Не треба да се штеди, да се штедиш на животот. На живот не се штеди. Не се штеди на живот никако. Сум гледал какви кациги оштетувања има на кациги, значи на гардероба, на све, и све ти е јасно што би било Што да би не било било тоа, тоа. да. Значи гледаш ти пола кацига изедена, ти размислиш дека пола глава ги ти биде изедена. И Тоа е. важен е изборот на вистина на кацига и материјалот сега, или во можностите брендот, сега све се можностите сега. да секој се ни можеме речеме и купија, не знам, Ноландов е најдобра, ама Види, кој цената колку му на длабок живот. кацигите се нормално има зашто се поскапи. Сега, кој може да си приушти нормално. Меѓутоа луѓе поише викаат да не ми дува, да не ми прави многу важно тоа. Да не ми биде топло, Разбираш, да. Кацига е да те штити. Тој е намена сега. Шуштела. Имаш познавање на пример кој материјал, каков материјал мислиш дека е најдобар во вид на заштита во однос на целокупнава заштита? Сега некои Па, различни композити се јавуваат, не знам. Да, да. Кевлари, да, кој што да, е кев. од една Сега, страна лесен, а од друга страна има големо ниво на заштита. па не можам сега да ти кажам јас сега колку се излагаат нови Не можеш да ги следиш трендови. материјали, нови се се менја тоа. Малце и помодарство имаш фирми скупи. Меѓутоа мислам дека све што е поскапо е поквалитетно, по некаква Некако по некаква логика, иако види бе, Да. не секогаш се докажало тоа. Не се Така докажало, дека да, тоа, ама за најбезбедно да се чувствуваме, треба да имаме пред се она што е доволно да имаш подкацигава. опремата, така е, под кацигата. Под браво. кацига во мозоков, да имаш да знаеш што преш и како совесно ќе се однесуваш кога си учесник во Така сообраќајот, какви опасностите демнат додека си на мотор, а што викаш во однос на колку би чинела целосна безбедносна опрема за возачите на мотоцикли може да оди од до, да. Види, ние моторџиите се поздравуваме ностоп.
Значи, кога да се сретнеш, значи, кај да одиш во светот, кај да видиш моторџија, се поздравуваш. И многу луѓе кажат, што се поздравувате. Преска што кажа ти за процентот на несреќи на све. Тргаш. Правиме ние тури по 6000 километри. Да. Тргаш, не знаеш дали ќе се вратиш. Да. Емено правило дома, кога станувам рано, пошто нели станувам 5 сат пред да тргам, ја обавезно киркам и жена ми ги бацувам. Така ми доаѓа. Да. Као, знаеш, ние со Те моторџиеве ќе стигнеме негде, ти се идеш со кола, се си бил на пут негде, се враќаш, се гушкате, се бацувате после. Како авион аплауз со брат, кој На пилотов кој ќе слета. ние Да. ќе застанеме, се гушкаме, сме стигнале Безбедно. безбедно. Дестинација да поминеш безбедна. Не е лесно, се случуваат многу случаи. Многу сме имале и ние, фала Богу, не сме имале нешто Фатално да биде. фатално да. до сега, меѓутоа увек има Многу малку, знаеш, некогаш се губи претицања, внимание. се дешава, Знаеш, коли... Додека си во автомобил може да се случи и да го уклучиш мобилниот телефон и да одговориш, не знам, на порака во рок од 3 секунди додека го возиш, ама нели правиме мове дека се на 4 Тие многу се тркала да плашиме имаш. моторџиите. Моторџија не може ни секунда да Имаме изгуби случаи внимание. такви што гледаме у телефон, гледај и ти излага од лента. Тоа е тоа. И сега, ама на мотор нема што, буквално Мотор секундава не. ти е важна. Мал дел од вниманиево, не знам, поготово па кога ќе дојде врнежливо време. Нонстоп си... Да. Врнежливо време кога ќе дојде, мало невнимание, толку треба за да се летне, да се лизне, а па згора на се има и една работа која што вдеко Bikers Garage ја споменуваме долго време, дека сообраќајни инженери у државава ке нас малка и каскаат. Ке викне било кој човек што молерисува или фирма што молерисува и ке земе кривиниве пешачкиве премени, ке ги пукне со мрсна боја и тоа е на тоа опасно се Најопасното пешки да отидеш, а не тек на две тркала. Она ти иде да се симнеш од моторов за да поминеш Пати ки се лизгаш на пешачкиот премин, не смееш да убрзаш, ке се... Вона треба да поработат на вистина сообраќајни инженери ке нас или кој да им тоа го изведува, не знам, земете и шпартајте, направете го рапав тој дел. Па, Имајќи предвид дека да не велам политика, само кражба е тоа, нема што друго. Нели? И, па сега некој му е дадено да го нацрта, ама некој што го контролира, не го контролира. Ај тоа на страна тренирот. Немање свест, она не знае тој што веројатно ќе одлучува за тоа, не е седнал или не е прашал некого да се консултира у најмала рака, да рече, клубови, тоа што викаш дека сите треба да имаме клубови овдека, односно да бидат организирани, рече, кои се најголемиве проблеми со кои се соочувате вие моторџиеве Да, овдека у градов, па да кажеме, ова е, тоа е, вака направете го, она направете го. Пошто имаме и, не знам, ако се навратиме на почетоков, нели, кои фактори влијаат за сообраќајни несреќи, дали било одржувањево на моторов човечкиот фактор и Па и природниве природниве услови и Да, патишта. да. Па улициве нас не се за никаде знаеме, ние се... Имено. Пазим, со кола е друго, со мотор е многу подруго. Дупка една, со мотор отидеш волано лево, десно, ке ти измести. Да, тоа е. А и пешачкиве што ги спомењаш се ото, само тоа ги спомења. Ама се лизнав на он дека пешачки он. Да, тоа е страшно. Не не зборам, вика, бе, добро бе, сваќаат дека овие шофарбат и они деца имаат утре дека и тие. А не сваќаат. Знаеш, ама никој нема свест. Нема свест, ете викам. нема Веројатно и не ги мрзили или што да се консултираат. Не е тоа некоја филозофија огне да се направи. Дечки, ајде да се видиме. Така. Ајде, дајте предлози. Што ви смета у градов? Како треба ова да изгледа, што треба да изгледа? Добро бе, подлека се крева културава, имајќи предвид дека мотокултурава кај нас расте, дека се поише и поише гледаме мотори. Иднина се обраќав имајќи предвид какви сообраќајници располагаме, гледам дека полека луѓе сите се префрлаат на две тркала. Па види, многу е по-практично, Така, да стигнеш по-економично, од точка А помал се до Б. загадува. Види, Така. градскиве татковци треба да размислуваат поише за тие работи. Оваа трка, Да. да не зборам, Збори не ни слободно ја зона помага, ова бе. не ни ја Да. помага, знаеш, ова нова граначалничка ни ја откажа. Ај претходно ни дава нешто ситно колку. Ама знаеш, она волја е дека те поддржува некој. Да. А ти уствари што промовираш? Промовираш нешто што Така е. на сите им е добро. Да. Промовираш мотокултура, да нема дивиење по градов со мотори. Така е. Тоа не Едукативно може да биде делуваш. од една трка, да. Ова треба да прерасне у традиција, Да. утре да биде на голема улица во сред град, па да се уклучи. Така е, Утре да. после да почне друг град, па да почне да стане масовна традиција у држава, дека не е само
Дежурни виновници да се Не само викаш, моторите. Моториве, да, Значи да. дивеат и коли. Така е. А може да смислиш и трка некоја за коли интересно. Поскоро ќе стигне, да. Уште малку би се задржал пред да полека и привршуваме со муабетот, односно да ми кажеш како помина сезонава за мотоклуб Вепари, со оглед на тоа дека полека привршувате, полека ќе се паркираат моторите во гаража. Почна да се ќе пуни гаражата, гледа. Да, да, видов и јас сутринава, имавте едно јавување во живо на Сител телевизија и заблешкава на пријателиви на колеги беше и вика колку мотори имам гаража, па викам веројатно е толка полека и викам доаѓа крајот на сезонава и се полни, но би сакал уште малку околу безбедноста да позборуваме за какви прилагодувања или промени треба да се направат кога се вози патник со себе, нели каков совет би му дал на патникот ако претходно не бил или не седнал воопшто прв пат седнува позади на мотор. Тоа е уште еден важен сегмент. Така. За човек кој што ќе биде сопатник на моторов, а никогаш не се возел, кој е советов кој што би им го дал? Па совет, значи, откачување треба, значи, обука треба за све. Нели не е само да седнеш позади Не на е моторот, само да се вези ми качи. се, а да, окей, Значи, за да завршиме откачување на работа, мо- ама. Значи, како да се качиш на мотор, како да се кога се возиш, како да учествуваш и ти во собраќајот со него. Значи, многу има собраќајки Од баш од тоа. од сувозачи, затоа што сувозачот Физика е, веројатно тешко да ја Многу совладаат. е, Текме, многу зашто е. сега ако стоам исправен на моторот, зборам како сувозач позади, а влегувам у кривина, ја стојам вака. контра ако ти контрала, прави некој, значи, толку отиде. може да ти направи белја Така? на нова година. Нова година имаме во студио и добро. Значи за све има обука и за све Има луѓе, имаме. си се учат познавачи. луѓето кај нас сами све. Ама финта да не се Многу- учиме Да. огнена грешки, бе. Па ние моторџиите, знаеш што, си седнуваме и си ги кажуваме маките, си плачеме, знаеш? И секој учи така. Така е. Па ќе седнеш, па ќе седнеш со некој, па ќе ти каже некој нов начин на возење, знаеш? Ја колку години возам мотори, ностоп ќе дое некој и ми рече, слушај, пробај со ногата вака да притиснеш ти како боле ќе фаќаш кривина. Аха. Значи све има ново. Да. Чекај, кога се качува овој имаш штендер ќе ставиш вака. Секој се снаоѓа на свој начин, ама све е школа. Све е школа. Све е тоа школа. Ова сакав огне исто да те прашам. Дали новата технологија на мотоцикли повеќе помаѓа во безбедност или возењето или отколку старата? Јас сум old school, што се Аха. вика моторџија, меѓутоа мора да признам. Така? Сета оваа нова технологија се дава до своја. Од секаков аспект, нели? Види, од друга страна, еден од твоите колеги во една прилика ми рече, јас вика не се предавам, вика останувам вика на стари мотори заради тоа што нови вика ако ти се расипат, а патуваме тоа е 6000 друго. километри, вика нема кој да ти го направи, вика, а ја вика сам ќе седнам, вика поред пут ќе застанам, вика ќе си го поправам моторот. Да. Така е. Да. Околу него, околу тоа се слагам потпуно со него и јас така размишлям. Сега, фала Богу, уште држат стариве мотори, ги направиле на време многу добри. Да. Меѓутоа колку ќе траат сега? Вајде ќе траат колку нас, ама веќе понат. Меѓутоа и сега ти да дадеш на нови моторџи, да ги наречам сега без навреда, не ни знае ни тој мотор да го поправи. Значи веќе е друг начин веќе. Ние сме така учени од мали. Добро, да, бе, време. Старите сега си мотори го имаш донела тоа, неколку тоа. алати со тебе што ти е сасвим доволно. Карбуратор возам мотор, што може да му не може да ми откаже. Свеќица, тоа ќе земеш резервно, тоа сега. Добро, се Нема електроника, ништо. по стариве генерации сте што викаш и научени во времето веројатно ти кога си почнал 3 гаражи постоеле у градов кои што и луѓе кои што ги поправале, па 50 некел- мотори били у градов, Да, така. па сакале нејкеле ќе се научиш, маката ќе те научи и сам да си ги поправаш. Работи е денес кај што викаш. Многу поинаку парите го вртат светот, па веројатно и во ова хоби ќе речам некој влегува кај му купува најдобриот мотор, си го цепа, нема никаков проблем, не ни размислува, ни се секира кај се става уѓа. Да, има и некој престиж веќе, имаш веќе и фирми водат меѓу себе престиж. Да. Сега малце до некој финансиски. Ама пак е останато. Меѓутоа, вели, пази во секој случај секоја чест и на тие нови технологии на све, меѓутоа две тркала пат си е пат, нема зизање со ништо. Огне, за крај,
Ајде мало еден осврт како измина оваа мото сезона за МК клуб Вепари. Каде се бевте, со што ќе се пофалите, како ја преживеавте и доживеавте оваа сезона, со какви искуства ќе ја заокружите? Практично овој настане една дружба Така. за крај на сезона, Така, да речеме, да. една ретроспектива да се направи. Треба да измислиме некој друг настан за затварање на сезона. Не? Е, па нели го Според имате така. она графчето? Па графчето да биде почесто. А, така. Човек јаде секој ден. Да. Не, графчето добра идеја, треба да се врати. Да. Ја бараат многу луѓе и треба да се врати таа идеја. Не се Добра сомневам, беше. вие сте Да. добра екипа, гледам дека сте присутни. Моторџиите да сите секаде. се меракли, кулинари се, интересно е сите, Да, зашто да, сите да. јадат по улици, ама Да, се, да, знаеш да, така. гурмани се. Како ќе оцените оваа сезона? Сезонава беше затоа што ние доста возиме почеток на сезона, зашто лето не се вози многу. Да, Топло е, претопло е. Ја оваа година некако баш тој период бевме Италија, малце фативме нагоре. Се дружиме доста со екс Југославија клубови. Така. Имаме дружби почесто така. Така да направивме од почеток уште од април неколку тури поголеми и меѓутоа многу дошти скркавме. Да. После фати нагло многу топло. Се изгуби волја малце за возење, стварно беше Неподносливо топло беше. топло. Неподносливо беше, да. И тоа буквално И сега знаеш како е, и со организација малце луѓе во соврски, малце збориме реално, некоја без парица е, малце е... Знаеш, Да. обврски си Сосема има ве луѓе, разбирам. не можеш да се наљутиш добра- на некого. добра констатација Желбата е даде. голема, ама знаеш, добра констатација даде. Дојде некој Треба- без парица, на вистина дојде некој без парица. сега збориме реално нешто, не Така, можеме она сега... што чинеше не знам 1500 денара да отидеш до Дојран, сега чини 3000 денари. Слушај, клубов рецимо за своите 10 година постојање, па можда има преку 1.500.000 километри направено као клуб зборам. Така. Значи, пази една тура обична од 16-20 мотора, по 5-6 километри, Така. 100.000 километри у 9 дена, 10 дена. Така. Значи, за овие 10 години се километри се, тоа се искуства. Тоа не е, Да, да. мислам, цифра е тоа, вака некој ќе рече вака, ама цифра е глобално. Значи, така ги гледаме ние работите. Така да, сега имаш некогаш периоди на возење поголемо, некогаш периоди на возење... Добра, ама активни сте сите. Активни членови се, на да. клубот, некој од нив, нели, не е тоа што го споменате и на почетокот. Не ги обврзувате дека мора да возиме во група и дека мора да тргнеме сите. Апсолутно, да. Некој индивидуално ќе отпатува некаде, ќе се ужива сепак, нели, љубовта кон моторов е... Ние имаме пријатели многу по... Значи, Бивши по упростори? сегде и бивши упростори по Европа, по Италија, сегде. Кај што многу членови се пречекувани така. Така. Ти си го упознал, ама друг член дошол, чим Има нешто се што ви остана респектира. впечаток од измината година, негде кај што бевте на некој собер? Па, Не можеш да се сетиш. посебно нешто вака. А? Собир ко собир, Собир знаеш. ко собир е дружба, Се оди, да. се дружи, не можеш лошо да пројдеш на собир, многу е убаво со дружење. Така. Па вака посебно да кажам вака нешто. Мене ми е убаво кога ќе се собереме сите. Аха. Е па добро. Па кога ќе, знаеш како војниците на Александар што викаат кога ќе после победата кога ќе се соберат и вечерта кога ќе седнат да пијат и да се расправаат и тоа. Тоа ми е најубаво кога ќе се дешава во клубот. Бевме заеднички на собирот кој што Байкерс гараже го одржа, нели, оној ручек. Да, па ќе разбереш. Да. Таму се собра, таму беа многу гости, јас немам Добра прилика да порака знам, и ама тоа треба да се поддржува по мене и затоа сме максимално ние со као мотоклуб Вепар го пратиме секој настан, значи сме рекле дека ќе го поддржуваме затоа што идејата е таа. Да се дружиме, да размениме мислења, Да си помогнеме еден на друг. во дојдат секој толку случај, луѓе, баш ми е драго што не си ги видел, па ќе ги Да, видиш. да, И тоа е тоа убавината у све. Сите делиме иста пасија, Да. имаме за што муваве да правиме. Така е. Така ќе биде, сигурен сум и повеќе од сигурен во недела, она што мене ми се допадна, ти го забележав и пред почетокот на емисијата, дека оваа година гледам дека имате медиумска покриеност добра.
не знам на тоа на што се должи на конекции на пријатели или па едноставно медиумиве видоа Порака интересно некоја. или порака некој настан, тоа е добро заради тоа што ете ќе стигне поракава која што ја правите и настанов кој што го организирате до поширокава публика, па нели ќе некого ќе внесе нешто, ќе подучи, ќе научи, ќе му ја јави може и љубовта. Така може у недела ќе се појави што рече и некое дете кое што на улица се врти секој пат кога ќе помине на мотор, ќе ги види исти во одблизу и ќе му се створи љубовта да види каква убавина има у моторов и од адреналин. Ќе научи и од- нешто. И од слободата која што се чувствува на мотор. Така е. За крај една порака до сите еве слушатели кои што и во овие моменти, а и откако видеото ќе го поставиме на мреживе, па ќе може и отпосле да си го гледаат, да ја слушнат како председател еве на мотоклуб Вепар и освен поканата, нели, во недела на 29 местото на збеднување вашиот мотоклуб да присуствуваат, ќе бидат и ќе видат не секојдневен настан, а потоа ќе може и да си уживаат во добра музика, во добра скара, во квалитетно пиво, и барем потоа може да се пофалиме овдека. Така. Да го поздравам, значи да ја поздравам цела публика на Bikers Garage. Благодарно што бевме поканети како мотоклуб Вепар. Да ве поканам сите да дојдете во недела, да се шират овие, да се развиваат вакви традиции во градов, да се дружат моторџиите меѓу себе, да си оставаме позитивни пораки и да се дружиме повеќе. Што да кажам повеќе? Нема што, тоа е Безбедно да дружбата и управуваме, да, и на крај не е се во клуб. Меѓутоа, Ке се адреналинот поправиме, си го да. прави своето, Ке се ама поправи, не. увек да се сеќаваме дека стварно не е све во брзина. Огне, Поздрав. ти благодарам и беше чест што еве денес одвој време што беше наш гостин. Ви посакувам убаво да поминеме во недела. Ќе имаме навистина убави временски услови, ќе биде вистинско доживување за секој оној кој што ќе биде таму. Мирни патишта и понатаму, сега ќе дојде нели Без кишни одела ќе биде. да, ќе дојде сега период веќе кога малце мотори веќе стивнат во гаражите, па ќе отвараме и други теми. Секој пат ќе ни биде чест да бидете наши гости. Поздрав уште еднаш до тебе и до цела екипа на МК Вепар и сите љубители на моторите. Благодарам. Почитувани, тука е крајот, еве и го најавивме оно што следува во недела. Заклучок за на крај на оваа емисија е навистина. Возете безбедно, ќе ви посакаме мирни патишта, имаме уште денови кои што може да се искористат. Недела местото на настанот е клубот МК Вепари, каде што еве ќе се сретнеме, а нашата повторна средба ви ја закажувам веќе за следниот четврток. Моето име е Иван, ви благодарам за вниманието и за довербата со која што се дружевме и денеска, како и во следните изданија. Уредник на оваа емисија е Александар, а немаше ништо да направиме ако не беше техничката реализација на Боре кој што е зад пултот, кој ни овозможи да имаме и тон и слика и во ова денешно издание. Возете одговорно и се слушаме како што реков идниот четврток. Поздрав! Мотоклуб Вепар ни закажуваат едукативен мотонастан. Не е се во брзината. Бавна трка која 6-та година поред ке се одржи. Локација Мотоклуб Вепар. Датум 29 октомври. Ден недела. Почеток 11 часот. Пријавување за учесниците во бавната трка почнува од 10 часот. Поддржано од Bikers Garage. Епа дечки, се гледаме. Конь! 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 Jelен, sreće, jelen. Jelен. Jelen. Ne.